Громовите од асфалтот го направија посебен овој викенд во Свети Николе. Моторџија од 13 земји од Европа со 2000 мотори и над 10.000 посетители продефилираа низ градот и од овогодишниот 4-ти меѓународен мотособир во центарот на Овчеполието гласно декларираа дека Македонија го доби својот Вусток. Ова е една традиција која веќе ние ја продолжуваме 4-та година и правиме да Свети Николе стане еден македонски Вусток за бајкерите од Македонија, Балканот, Европа и пошироко. Зборови за пофалба не се штедеја и од гостите. Зашто има мотособори, но там задолжително се... Искрено да признаам и кај нас има вакви мотособири, но не со ваква масовна посетеност. Ова е нешто исклучително, празник за нашето бајкерско срце и душа. И покрај робусниот изглед кој што влева стравопочит, љубителите на овие октански машини велат дека имаат сепак добро срце. И разбивамо табу теме бајкера. Енергично ги уриваме табу темите за нас дека сме лоши и безмилосни јавачи на ветрот. Во кожени црни комбинизоните, товажи, чизми и наш одсечен чекор за се. Напротив, ние сме со длабока хумана душа, подготвени сме секому да помогнеме. Круна на собирот е добрата свирка, за која се погрежи легендарниот Боро Чорба. Бајкери се дивни људи. Бајкерите се прекрасни луѓе со длабока хумана душа и срце, ослободени од секакви политички и национални предрасуди. Тие се како едно сплотено огромно семејство. Затоа и за нив Рибја Чорба ја има честа да им свири. И тоа верувам дека е за секоја пофалба, а носи и голем бенефит за општината, како за популаризација воопшто на самата општина. Преку традиционалните бајкерски игри, влечење јаже, буткање на рака, брзо пиење пиво, сето тоа преточено со добри рок-н-рол акорди, на крстот, како светениколчиња ја знаат полјанката во нивниот град, е местото од каде господарите на асфалтот еднаш во годината од сите европски меридијани упатуваат унифицирана порака. Сепак сме луѓе и да останеме такви.